Потпорен зид ќе гради општина Велес под патот кој води до спомен Костурницата. Потребата од изградба на овој зид е повеќе од неопходна, затоа што секојдневно земјениот брег се рони и представува закана за возилата кои минуваат, но и за жителите кои живеат во непосредна близина на спомен Костурницата. Градоначалникот Чадие вели дека потребните документи за изградбата на потпорниот зид се готови. Сега се чека изведувачот да започне со санација на земјениот брег. Успеавме, токму онова што го говоревме, дека ќе аплицираме, и аплициравме до UNDP. UNDP ја прифана нашата апликација не само за потпорниот зид, туку за една карпа на Димко Најдов да се санира, бидејќи таму знаете постои опасност од ронење на карпи, и направен избор. Значи Евроинженеринг е фирмата што ќе го санира и ќе го прави тој потпорен зид, за да можеме да зацврстиме стабилноста на патот што води према Костурницата и населбата тука што е на тој сегмент. Истовремено треба да почнат, зависи од динамиката договорот е потпишан, од динамиката на возможноста на фирмата кога ќе пристапи кон реализација. Оваа година се очекува да започне реконструкцијата на спомен Костурницата. Овој проект локалната самоуправа и Министерството за култура го најавуваат веќе неколку години поред. И оваа година согласно пресметката која што беше направена, околу 5 милиони денари се издвоени во буџетот на Министерството за култура, каде што ќе се заврши целосната реконструкција на спомен објектот Костурница. Покрај реконструкцијата на спомен Костурницата, министерката за култура Елизабета Канчевска-Милеска при посетата на спомен куќата на Васил Главинов најави обнова на фасадите на старите градски јадра. Во Велес ќе се обновуваат неколку фасади на куќи на улицата Јован Наумов, Алабокот.